Добро вечер, ова се вестите на телевизија Свет. Почнува редовниот термин на информативната програма. Се враќаме веднаш по рекламите. Добре дојдовте во светот на информатичката технологија. Нетком – единствен сертифициран сервис за компјутери и периферни единици. Во Нетком вршиме продажба и сервис на сите видови компјутери и компјутерски компоненти, лаптоп компјутери, сервери, периферни единици, печатари, мултифункционални печатари, скенери и друго. Нетком компјутери на улица Кочо Рацин 35. Хасан Анушев, представник на турска фирма, вчера вечер во Свети Никола одржа презентација каде се потребни 70 хектари на земја за посеви на бел сончоглед. Федерација на фармери на Република Македонија во соработка со турската фирма International Sunflower вчера вечерта одржаа презентација на сосема нова култура за земјоделците од овчеполието. Станува збор за производство на бел сончоглед. Господинот Хасан Анушев, представник од турската фирма, детално им го објасни целиот процес на земјоделците, од самото посејување па се до жетвата. Со однапред подпишани договори како сигурност за откуп на производството, земјоделците ќе бидат заштитени од манипулации. Како што нагласи господинот Хасан, текот на целото производство ќе биде надгледуван од нивна страна, од самото посејување па се до жнеењето. Заинтересираноста на земјоделците за производство на бел сончоглед е задоволителна и се очекува посев на околу 70 хектари. Во текот на неделава ќе бидат подпишани договорите за одгледување на нова култура од страна на турскиот откупувач. Сите невработени лица и лица со ниски примања од денес треба да се пререгистрираат во подрачните единици на Фондот за здравствено осигурување за да може да ги користат здравствените услуги. Еве ги деталите. Од 2010 година па наваму сите невработени лица и лицата со ниски примања, почнувајќи од февруари па се до 31 март, во подрачните единици на Фондот за здравствено осигурување треба да извршат пререгистрирање за да може да ги користат здравствените услуги. Станува збор за лицата кои минатата година добиле здравствено осигурување на товар на буџетот на Република Македонија за себе и своето семејство врз основа на своите пониски примања, како и за лицата кои првпат здравствено ќе се осигураат по овој основ. Лицата од овие категории треба да достават барање и изјава за остварени примања во текот на 2013 година, а барањата може да ги поднесат во подрачните единици на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, изјави раководителот на Фондот за здравствено подрачна единица Свети Николе, господин Сашо Бошковски. Воедно ги повика сите невработени лица и осигуреници да достават барања како и понатаму би биле корисници на бесплатно осигурување. А во организација на Федерацијата на фармерите, 150 земјоделци од Македонија присуствуваа на саемот за земјоделство Агротика во Солун во соседна Грција. 150 македонски земјоделци во организација на Федерацијата на фармери на Република Македонија во саботата присуствуваа на еднодневна посета на саемот за земјоделство Агротика, кој се одржува на интернационалниот саем во Солун, Грција. На саемот беше презентирана земјоделска механизација, нови технологии, заштита, семе и саден материјал. Целта на посетата беше да се поттикне заедничкото планирање и донесување на одлуки за усвојување и примена на нови земјоделски техники и технологии, што најпосле ќе доведе до подобрена продуктивност, стандардизација на производите, оптимализација на количините и зголемување на приходите. Оваа година се одржа 25-то издание на Агротика, која траеше од 30 јануари до 2 февруари 2014 година и една од најпосетуваните саемски манифестации во регионот.
300 лица со инвалидност транспарентно добија вработување во македонски шуми. Еве зашто станува збор. Максимално транспарентно и без учество на човечки фактор ќе бидат вработени 300 лица со инвалидност. На огласот за вработување на 300 лица со инвалидност конкурирале вкупно 1826 лица, од кои 1069 невработени лица ги исполниле критериумите и условите. Во прелиминарната листа се опфатени 46 лица со оштетен вид, 40 лица со оштетен слух, 2 лица со пречки во глас, говор и јазик, 60 лица со телесна инвалидност, 73 лица со пречки во интелектуален развој, 32 лица со комбинирани пречки и 47 инвалиди на труд. Рангирањето е максимално транспарентно, без учество на човечки фактор, електронски со посебен софтвер врз основа на податоците од апликациите кои се проверени и потврдени преку системите на државата со единствена цел, а тоа е да се даде шанса и да се вработат оние кои се во најтешка положба согласно критериумите и условите во самиот конкурс. Листата на вработени ќе биде објавена на веб страницата на ЈП Македонски шуми и Министерството за труд и социјална политика. Апликантите кои не се дел од прелиминарната листа имаат право да поднесат жалба до Македонски шуми, при што жалбите детално ќе бидат разгледани и проверени од сите стручни комисии. Тоа беше се во вестите на телевизија Свет. Следуваат вестите од спортот, а вие имајте пријатна вечер со програмата на телевизија Свет. Добро вечер. Ги следите настаните од спортот. Македонскиот женски ракометен шампион на стартот од главната групна фаза славеше со 31 наспрема 25 над германски Туринген во рамките на првото коло од групата 1. Победнички старт во главната рунда Вардар ки ја потврдија фаворитската улога. Женскиот ракометен клуб Вардар славеше во дуелот со германски Турингер. Вардар ки со победа го почна походот кон финалната рунда од Лигата на шампионите, што е предвиден во Будимпешта. Македонскиот женски ракометен шампион на стартот од главната групна фаза славеше со 31 наспрема 25 над германскиот Турингер во рамките од првото коло од групата 1. На полувремето од надпреварот нашиот представник имаше водство од 16 наспрема 13. Во таборот на женскиот ракометен клуб Вардар најефикасна беше Димитровиќ со 6 постигнати погодоци, додека пак и Турингер се истакна Лузумова со 8 погодоци, која всушност беше и најефикасната на целиот надпревар. Наредниот надпревар нашиот женски ракометен шампион го игра на 9 овој месец на гостински терен кај екипата на Савехов од Шведска. Надпреварот се игра со почеток од 15:30 часот. МЗТ Скопје на домашен терен славеше над Мегавизура во рамките од 19-тото коло на АБА лигата. Надпреварот во спортскиот ракометен центар Борис Трајковски заврши со 80 наспрема 72 на наша корист. АБА лига, МЗТ Скопје со победа над Мегавизура. МЗТ Скопје аеродром забележа победа над Мегавизура. МЗТ Скопје на домашен терен славеше над Мегавизура во рамките од 19-тото коло од АБА лигата. Конечниот исход од надпреварот во Борис Трајковски гласеше 80 наспрема 72 во корист на нашиот представник. Во таборот на нашиот представник најефикасен беше Шеховиќ со 20 постигнати коша на надпреварот, додека пак и гостинската екипа се истакна Варда со 23 поени. Наредниот надпревар за МЗТ Скопје аеродром во рамките од 20-тото коло од АБА лигата е на 15 овој месец на гостински терен кај Крка со почеток од 19 часот.
Двете македонски екипи на топ 4 табелата во СЕХА лигата го покажаа својот квалитет, нивото на ракомет како се игра во регионалната лига. Скопски лекции за Веспрем, неуспешниот тим сезонава во ракометната лига на шампионите. Унгарскиот првак МКБ Веспрем за 24 часа доби две пријателски лекции во Скопје од македонските представници во истото европско надпреварување Вардар и Металург. Двете македонски екипи кои се во топ 4 на табелата во СЕХА лигата го покажаа својот квалитет и нивото на ракомет што се игра во регионалната лига, каде што секој викенд се играат силни, неизвестни и тешки надпревари. Прво Вардар, предводен од новиот тренер, шпанецот Раул Родригес, и без неколку повредени ракометари, пред домашната публика во спортскиот центар Кале славеше со резултат од 30:28, а потоа и во автокоманда. Унгарскиот првак мораше да капитулира овој пат и пред Металург со 25:23, иако во тимот од автокоманда ги немаше во составот Наумче Мојсовски и Павел Атман. Металург демонстрира одличен ракомет и покрај многуте повреди во тимот, презентирајќи го пред македонската јавност и најновото свое засилување Лука Циндрик. Одличен на голот на македонскиот тим беше Дарко Станик со 15 одбрани. Кај Веспрем Ренато Сулјик постигна 4 гола, а Мирко Алиловиќ имаше 7 одбрани. Овде завршуваме. Во продолжение временската прогноза. Имајте пријатна вечер. Претежно сончево со слаб до умерен ветер од источен и југоисточен правец. Максималната температура ќе се движи од 6 до 11 степени. Во среда и четврток ќе преовладува променливо облачно време, во западните делови ќе има услови за слаб локален дожд, а на планините слаб снег. По одделни котлини ќе има појава на слаба магла. Денеска сончеви зраци.